Трговијата со лажни ковид сертификати е се пораширен нов нелегален бизнис за разни криминални групи или поединци. Се појавуваат понуди на интернет за потврди за вакцинација или тестови. Истражувачите откриле најмалку 1200 вакви понуди во разни делови од светот. Американско-израелска фирма за сајбер безбедност собрала докази за лажни потврди за вакцинирање од Британскиот здравствен сервис и од Американскиот центар за контрола и превенција на болести. Во Соединетите држави лажните потврди за вакцинирање се продавале преку интернет, вклучувајќи и преку eBay за $20. Полицијата во Калифорнија почна и да апси фалсификатори. Сопственик на бар ги продавал фалсификуваните потврди за $20. Обвинете, меѓу другото, за крадење идентитет и фалсификување владин документ. Undercover agents with our Special Operations Unit were able to purchase multiple cards in April. As a result, we also observed several sales of fraudulent COVID-19 vaccination cards to other patrons. И авиокомпаниите потврдуваат дека има патници кои се обидуваат да патуваат со лажни сертификати во врска со COVID-19. Меѓународната агенција за воздушен транспорт соопшти дека биле откриени лажни сертификати во повеќе земји, од Франција до Бразил, Бангладеш, Авганистан. Европската Унија се надева дека новите дигитални ковид пасоши ќе помогнат во намалувањето на овој вид криминал. Ces applications numériques, elles permettent au moins trois choses. D'abord, Cédric l'a dit, désengorger les queues, éviter ces phénomènes de queue avec les différents documents que vous devez présenter avant d'embarquer ou parfois avant de déposer vos bagages, donc fluidifier la circulation dans l'aéroport, faciliter la vie des passagers. Et on a pu le voir à l'embarquement, on avait des passagers qui étaient déjà en général utilisateurs de tous anti-Covid et qui s'y sont très bien mis et qui trouvent ça évidemment très efficace. Et puis limiter la fraude. Но не се фалсификуваат само потврди за ковид. Европол соопшти дека на црно се продаваат и вакцини, како и комплети за тестирање дома. Since the beginning of the crisis, we did found offers of vaccines on the internet and on the dark web already. And that was in a very early stage. Now we see that in the physical world and in the digital world, there are offers for fake vaccines. And it is very strange that some people buy those vaccines, because in the European Union you have to be invited by the authorities to get your vaccine. Предупредувањата од Европол се дел од 4-годишниот извештај за организираниот криминал, при што агенцијата дошла до заклучок дека злосторничките банди се насочуваат и кон легитимни фирми, кои ќе бидат ранливи поради економските потешкоти предизвикани од COVID-19.